Бајден се јави, на вистина се јави, а он кога ќе се јави некому не е нарно. Прашајте ги палестинциве. Па сега и нам ни се јави да не останеме покуса од палестинците и вака ни порача. Не чепкајте тоа преспанскиот договор, кој го чепне, ко мене да ми брцнал во око, а мене кој ќе ми брцнат во око, исто ко да сте брцнале во окото на соебинетите американски држави. Оти јас сум нивниот председател. Значи, кој го рчне преспанскиот договор, одма го ставам на црната листа и за него нема влез во САД, за него нема бизнис во САД, за него нема пари од САД, ни САД, ни у будуće, што би рекле браќа Срби. А они па, овие Србиве, ептен знаат како е да си на црна листа, да ви кажам. Нив Клинтон им се јави на времето за Косово. Им рече, дајте го бе тоа Косово на нашиве измечари или ве тураме на тоа црната листа. А овие сиромашкиве Срби ко Срби, одма ги извадија тоа бицепсите да му ги покажат на Клинтон, ама нешто па многу не го импресионира, па овој ги замава со ракети и бомби со осиромашен ураниум и ги осиромаши уште толку. И ете, дојде време САД и нам да ни се закани со црни списоци. Оти видете, никогаш не е проблемот во САД. И никогаш не е важно дали на нивно чело е некој што се вика Бајден, Клинтон или Буш. Важно е само дали си доволно глуп да им се измочаш во супата. Им се измочаш ли, одиш на црна листа и стануваш историја. Во нашиот случај те бришат и од историјата, заедно со целата твоја историја. Оти ние не сме Срби, па да претаме и да покажуваме бицепси, дури кога сме слаби. Ние сме обезмудени, мекотели, ви се молам. Одма паѓаме у несвес кој ќе ни спомна црни списоци. Иако тој црн список на Бајден мене лично ништо не ме значи, зашто во САД до сега не сум бил, нешто не планирам ни да одам во овој живот, нели? Бизнис во САД немам, а пари од САД до САД, што би рекле браќа Срби, не сум ни побарал. Ама што е тука е? Секоја бесна глиста мора на црна листа. Оти според Бајден, ако го оспориш преспанскиот договор си закана за мирот на Балканот, поново нели Западен Балкан. Исто си нафркал ако го оспориш и оној Охридскиот договор од 2001 година кога практично капитулираше Асномска Македонија. Нема играње со мирот на Балканот. Така миротворецот председател на САД ни прати моćна мировна порака на нам македонците. Сега, бидејќи он малку заборава во последно време поради староста, изгледа заборавил кој потпали 3 војни на тлото на бивша федеративна Југославија пред само 30 години. Заборавил дека миротворската политика на државата која сега ја води однесе 250.000 животи од 1991 година до 2001. Заборавил со кого се ортачеше неговата земја, кому му продаваше оружје и кого обучуваше за да ги потпали тие војни. Прво фрлија милиарди долари да го растурат однатре, нели, југословенскиот систем, една самостојна држава каква што беше Југославија, а потоа фрли милиарди долари за да се воспостави лажен, привиден и присилен мир во каков што живееме денес. Да се разбереме, немам ништо против американскиот народ, ама баш ништо, напротив, но имам против твојата политика, брате Бајден, политика на империалистички колонизаторски закани како да живееме во времето на Колумбо. Немој бе, брате Бајден, не е цивилизирано и во духот на американската демократија да му порачаш на еден мал понижен народ да седи мадро, да се однесува како нечи вазал, без да се бори да го врати своето достоинство кое му било одземено под уцена на некој сосед и со несебична помош на државата која ја водиш, како и од петата колона, која вие, брате Бајден, ја поставивте на власт. За преспанскиот договор и оној од Охрид, кој ги спомнуваш, постојат оправдани сомнежи дека твојата земја и ги напишала, па ги даде само на подпишување, нели на домашниве вазали и квислинзи. Иако и двата договори се срамни за македонците, оној преспанскиот е галиба посрамен дури од оној Версајскиот, со кој беа понижени германците во 1918 година. Зашто по Версајскиот договор германците сепак останаа германци, ама ние по преспанскиот договор од македонци станавме северни трицртковци. Прагма е прагма, брате Бајден, и власт е власт, и сила Бога не моли, ама и чест е чест. Можеш да се заканиш, повеќето и ќе ги исплашиш, ама не можеш сите да ги замолкнеш. Не е се во прагмата, постојат и идеали. Барем некаде, и се уште. Не можеш сите да ги убиеш, некои да ги запреташ со земја, пак ќе се појават како реките понорници. Како пирејот, брате Бајден. И не заборавај, се раѓале големи империи па умирале.
Сети се на Персија, сети се на Рим, сети се на Александар и античка Македонија. Брате Бајден, ти текно е ли, бе? Ти текно е. Каде се сега тие? Животот, брате Бајден, е тркал се. Сега си горе, утре давеник во море. Па ти сега видиш што сакаше поетот да каже, нели? Премногу пување не е